Постепеното распаѓање на средновековните феудални односи, военото слабење и се по изразитата борба за национално ослободување на покорените народи, предизвикува во империјата појави на бројни буни, востанија и други воени дејствија. Особено тоа било карактеристично за христијанското население. Како резултат на таквата борба и разните притисоци што се правеле врз тие луѓе, во наредните пописи се гледа дека нивниот број во градот се намалува за сметка на жителите од другите конфесии. За ова веројатно влијаеле и други причини, пред се економски, бидејќи војните носеле сиромаштво и несигурност во градовите. И покрај исламизацијата на градот во тие доцни средни векови, во градот и околината никогаш не престанала црковната дејност која главно се одвивала во многобројните цркви и манастири. Што се однесува до економските движења, крајот на 17-тиот век Битола го дочекува со развиена чаршија, во која имало 49 видови на занаети со околу 500 мајстори занаетчии. Во 18-тиот век на етнички план за Битола е познат и по тоа што многу жители од околните и подалечните села кои биле населени со христијанско население доаѓаат во градот. Така се формирале новите маала, како што биле Јанимаале, Белачешма, проширувањето на баирските маала и така натаму и така натаму. Во овој век, во градот, попалењето на влашката градска населба, познатиот албански град Москополе, се населиле поголем број на влашки семејства, но и други етникуми. На економски план, 18-тиот век е карактеристичен и со силниот развој на трговијата. Битолските трговци покрај со соседите разменувале стоки со големите европски градови. Сите тие извори зборуваат за Битола како град од 20.000 жители, бројка која за тоа време не била мала. Познат бил градот и со својата етничка шреноликост. Сепак, во 19-тиот век, градот ги одбележува најсветлите страници од неговиот многувековен живот. Цветела златната ера на битолското занаетчиство и трговија. Во чаршијата со над 2000 дуќани, со околу 140 видови занаети и професии, 70 есновски организации, многубројни мајстори, калфи и чираци. Наредените како гердан ниски дуќани, честопати страдале и од големи пожари од кои требало да поминат повеќе години па да се изградат нови, можеби поцврсти, ама не и поатрактивни. Во овој период Битола била седиште на румелискиот ејалет. Тогаш овде под Пелистер цветело за најчиството трговијата, културата и останатите цивилизацијски придобивки. Битола е и конзулски град, најважната урбана станица на овој дел од Балканот, откаде се влечеле конците на европската дипломатија. За еден град со близу 80.000 жители каква што била Битола,
вклучувајќи ги неколкуте десетини илјади војска во прочените битолски касарни, требало многу храна, облека, занатски и индустријски производи. Модата, музиката, танцот, забавата биле на рамна нога со големите балкански и европски метрополи. Рековме, градовите се како луѓето. И тие може да заболат и да остарат. При крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, болниот на Босфорот, големата Отоманска империја, е нагризувана од болеста на феудалните стеги. Под притисокот на европските и другите колонијални империи, започнал да се крои и прекројува картата и на овој дел од Балканот. Битола и пошироко Македонија се нашле на наистурената ветрометина на сите континентални и балкански делби и поделби во почетокот на 20-тиот век. Балканските војни од 1912 и 1913 година, посебно познатиот по лошо за Битола Букурешки мир од 1913 година, кога само на 14 километри на југ од градот била неприродно повлечена државната граница со Грција, придонесле градот од некогаш најстратешкиот крстопат да се најде на слепото црево од овој дел на Балканот. Дополнителен удар покрај војните разурнувања и страдања во Балканските војни и задава и Првата светска војна, кога овде се водеше еден од најкрвавите тогашни фронтови, чии големи бомбардирања, збегови, материјални и човечки загуби не го поштедија градот. Од некогаш убавиот и познат град Битола, по војната останаа само рушевините и спомените за големиот број жртви и одвај 20.000 жители. Состојба која многу не се измени до крајот на Втората светска војна. Повторната младост за Битола започнува по оваа војна, односно во втората половина на минатиот век и со одредени осцилации градот стигна скоро до онаа бројка на жители што е имал на крајот на 19-тиот век, некаде околу 80.000 жители. Според демографските показатели, од пописот во 1994 година, градот имал 74.464 жители, во кои 91% се македонци, 4,2 албанци, 1,7 турци, 1,2 роми, 0,9 власи и други. А според последниот попис од 2002 година, Битола има околу 82.000 жители. Денеска Битола е просперитетен град со развиена инфраструктура, со голем број новоградби, градски и приградски населби. Неговите стопански потенцијали се големи, особено во земјоделството, индустријата, градежништвото, сообраќајот, туризмот и другите стопански гранки. Тој е универзитетски град со голем број образовни институции, неколку факултети, повеќе организации од областа на културата, здравството, банкарството, информирањето и друго. Тоа е модерна, урбана средина, секогаш и за секого привлечна за живење.